сакам да ве запознаам со проектите кои ги подготвивме во нашата програма реално наменети само за општина Кавадарци. Ќе изградиме 2 нови градинки со вкупен капацитет за сместување на 340 деца. Ќе ги прошириме капацитетите на постојните градинки за 350 деца рок 2017 година. Во образованието ќе изградиме 2 спортски сали во основното училиште Тодор Хаджитефов и во основното училиште Страшо Пинџур. Ќе отвориме специјализирано средно образование во областа на информатиката и компјутерските технологии во септември 2019 година. Ќе го олесниме пристапот на граѓаните до административните услуги кои се даваат на централно ниво преку општинската канцеларија во градот Кавадарци. За младите и спортот ќе изградиме едно повеќенаменско малско игралиште рок 2017-2020 година. Ќе изградиме еден скейт парк рок 2017-2020 година. Ќе изградиме 3 кошаркарски игралишта за стрит баскет рок 2017-2020 година. За земјоделството ќе продолжиме со продажба на атрактивни градежни локации за нови винарски визби со почетна цена од 1 евро по метар квадратен за 16 градежни парцели во катастарската општина Ресава и 4 градежни парцели во катастарската општина Кавадарци. Ќе изградиме систем за наводнување Брушани за 650 хектари, во Дреново од 300 хектари и довод на технолошка вода до Голеш, како и систем за наводнување градот Смаилица за наводнување на 500 хектари во Смилица, Раштани и Белград. Вкупната вредност на овие 3 системи е 143 милиони денари. Ќе ги реконструираме пумпните станици Марена и Сопот во вкупна вредност од 68 милиони денари. Ќе обезбедиме наводнување во Бегниште и во Ресава на околу 100 хектари лозови насади преку доградба на системот Сува гора во вредност од 5 милиони денари. Ќе изградиме довод за наводнување во Крњево со зафат од систем Бошава во вредност од 1 милион денари. Во инфраструктурата ќе изградиме експресен пат градско Росоман Дреново Прилеп вредност 80 милиони евра. Ќе ги реконструираме регионалните патишта Кавадарци Неготино, Росоман Кавадарци во вкупна вредност од 1,6 милиони евра. Ќе ја осветлиме крстосницата кај Дреново, ќе ги реконструираме влезовите на градот, ќе го реконструираме мостот во Ваташа во вредност од 293.000 евра, ќе изградиме нов асфалтен пат во должина од 5,2 километри меѓу Сопот и Рибарци, ќе изградиме локален пат во должина од 900 метри од Долна до Горна Бошава, ќе изработиме урбанистички план за селата Марена, Дреново, Водарци, Сопот и за населените места Михајлово, Моклиште и Тиквешко езеро. Во здравството ќе набавиме 54 нови апарати за општата болница во вредност од 860.000 евра, ќе набавиме 4 нови апарати во здравствениот дом во вредност од 7.650 евра. Во енергетиката ќе ја ревитализираме хидроелектричната централа Тиквеш, ќе изградиме магистрален гасовод Неготино, Кавадарци, Битола, вредност од 36,4 милиони евра, рок 2019 година. Почитувани граѓани, ова се само 30 проекти за општина Кавадарци од нашата изборна програма. Има и многу други, па затоа ви препорачувам внимателно да ја прочитате. Истовремено ве повикувам да направите споредба меѓу нашата реална програма со конкретни проекти и онаа на СДСМ, која повеќе наликува на памфлет со општи ветувања како подобар живот, верба во судство, слобода на изразување и слично, како да читате некаква поезија. Треба сериозно да размислите. Што ви нудат тие, а што ветуваме ние? Проценете каква Македонија сакаат да направат тие,
а каква сакаме да изградиме ние. Ако сакате да живеете во двојазична, кантонизирана Македонија, без никакви проекти, гласајте за нив. Ако сакате развојни проекти за доброто на сите, гласајте за нас. За бројот 1, за носителот, господинот Никола Груевски и ВМРО ДПМН со коалицијата за подобра Македонија.